Министерот за економија Бесар Дурмиши признава дека видливо намалување на цените се уште нема. Кај некои производи намалувањето на цените е помало или воопшто и го нема, како на пример лебот, маслото, за јадење и млекото. Додека кај други производи истото значително поголемо намалање. На пример, месо, зеленчук и млечно производи, сирење, кашкавал и така натака. Дурмиши најавува намалувањето на цените да се случува етапно. Се очекува намалувањето на цените да биде уште поголемо, имајќи го во предвид и намалувањето на цените во трговијата на големо, кое допрва треба да се случи во наредните практи при достава на производите во маркетите. Искажено во заштета во пари за 1/4 члено семејство на месечно ниво заштетата би изнесувала од 690 денари до 1360 денари по семејство. Во зависност од начинот на исхрана, како и до изборот на маркети каде што се набавува истата. Владата не седела со скрстени раци во однос на цените, а Дурмиши аргументира. Инфлацијата е во 2,6, значи во стабилно ниво, да не ги донесевме ние овие одлуки, значи инфлацијата ќе беше поголема и ќе имавме раст на основните прехранбени производи. Законот за нефер трговски практики значи стапува во сила, додека да се трошат производите што го имаат маркетите во залихи, нормално дека тие се продаваат со старите цени. Кога ќе се направат новите фактури, оствари добавувачите со купувачи треба да ги осогласат нивните цените, така да новите производи ќе излегуваат со намалени цени. Граѓанското незадоволство од цените е на високо ниво, а очекувањата дека тоа ќе се случи во секој момент за нив се уште е малку веројатно. Со други зборови, песимизмот го надвладува оптимизмот.